Oni ne znaат што работат. Зато ви кажувам, во ова ситуација е добро што одите пред Уставен суд. Тоа е единствена институција што може нешто да направи. Реков, со овие промени од 2012 тамо е бариера поставена. Власта стана комотна најмногу од тој момент кога го стави Уставниот суд под контрола. Сега е она откачена власт. Тоа зошто ви го кажам? Не ради тоа што е мразна владата. Владите се сите исти во светот. За да знаете како да се поставите и да се организирате. Ете, цивилен сектор, еве фондацијата, нешто сакате да правите. За да бидам, да можам нешто да ви помогнам. Зато и дојдов, не да ви држам предавање. Иако овие сите прашања што ги слушам, ја не можам да се изначудам, али теориски можам да ги лоцирам. И историски, и теориски. Ова нема врска со правото. Нема врска. Нема врска, бидејќи не важат сите тие обврски за сите, тоа го реков. Второ, таква дискриминација се воведува. Дискриминација. Меѓу вработените. Меѓу невработените. Меѓу оние што треба да плаќаат. А тоа се пред се оние кои што треба со своите придонеси да ги збогатат тие буџети. Што би ви предложил? Ова иницијатива оваква каква што е. Речи се без никакво дотерување. Што побрзо додите пред Уставен суд, а паралелно со тоа правете анализи. Следете ги состојбите, собирајте ги податоците, создавајте емпириска граѓа. Не е толку за уставните суди. Јас ќе ви кажам зошто. Зато што то не е нивна работа. Туку, преку таа емпириска граѓа да го мобилизирате јавното мислење. И преку граѓански сектор да вршите притисок. Прво на владата, па на собранието. Па на народниот правобранител, па на председателот. Ако имате проблеми со председателот, мене ми се обратите, бидејќи мене ме слуша. Па треба да слуша кога беше мој студент. Па зар не е нормално студентот да го слуша професор? Ја мојот професор... Ама он е уште мој студент. Ама да он ги потпишал уште пред да биде избран. Слушајте сега. Да не се... Покрај шалата. Собирајте таа граѓа. Отворите очи. Тоа е граѓанско општество. Формулирајте на културен начин. Тоа доставувајте го. За да можете потоа преку тоа јавно мислење да вршите притисок врз институциите. Еве зошто Уставен суд, оваков каков што е, има целосно основа да постапи кон вашата иницијатива. Јас само накосо ќе ги резимирам нештата, за да ви биде појасно, односно за да не осеќате таква тежина што е нормално, бидејќи сте во тешка ситуација. 4-5 члена од Уставот на Македонија се доведуваат во корелација со овие промени. Односно, промените се оценува дека отстапуваат од тие уставни одредби, дека се противуставни. Прво го спомнавме тебелното начело владење на правото. Еве она што го реков и нека размислат, а и таа одредба Уставниот суд доста широко ја користи. Најзначаен е членот 9, кај што се повредува начелото на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите. Па валда секој може да види дека овие што треба да плаќаат придонеси, хонорарците, како ќе ги наречите, дека се нееднакви во односот на оние што се вработени. Во однос на оние што се привремено работени, тоа Здравевска ќе ми каже дали има таква категорија, привремени. Еве, хонорарците, да го имат статусот на привремено вработени, тогаш не би имало проблеми. Али видите сега, значи они се дискриминирани во однос на вработените, бидејќи не ги уживаат сите оние права што вработените ги уживаат, такви какви што е. Еве еден елемент на дискриминација. Потоа, дискриминирани се оние хонорарци кои треба да плаќат придонеси за здравствено, не знам тамо за пензионо, во државни фондови, а не во приватни. А има луѓе кои што се во работен однос, а плаќаат придонеси во приватни фондови. Еве уште еден знак дека
država preko ovoj način saka da sobere pari, vidiki gi nema, a ima namera da napravi spomenik za civilni sektor. Eto, saka takav spomenik, pa da vi gi zeme parite. U stvari, pa neko je konjanik ti izgradi. Znači, to pravo je povredeno. Jasno je. Dovoljno je Ustavni sud to ako go imamo predvid, da gi očisti zakonite. Site ovije 5. Treto, pravo na rabota, ovde i vijevo materijalu navedovte tamo deka je ograničeno ili suspendirano. Ono u stvari so ovije promeni to pravo i se suspendira celosno, ne se ovije ko što plaćat pridonesi, isti obvrski, a mali reducirani prava. Znači, pravo to za njih se suspendira. No, toj člen zajaknite go so toa deka ustavnite prava ne može da se ograničuvata, da ne stane zbor za njivno suspendiranje. Ustavni sud to mora da go notira. Ovde imame masovno suspendiranje i ograničuvanje na pravata na ova kategorija vo koje što pretežno vi pripadjate. I zato mislim da ima jedno, dobro je to situirano i neka Ustavni sud pobrzo davajte inicijativa. I idite vo javnost da ta inicijativa poteknu od ovakvog sostava. Благодарам.